Pa dobro утро. Јас многу се радувам дека направивме една убава прошетка низ стиховите на Конески и дека сиве овие денови толку многу не вдахна тој Конески со неговите стихови, а особено сум драга дека сите вие во оваа група напреднати кои што добро го познаваат, одлично го познаваат македонскиот јазик, но сега го надградуваат преку литературата, односно преку творештвото на Конески, значи сите вие се нафативте во овој интервал на интензивен број часови, 40 во текот на 10 дена, да направите како еден свој прилог и преводи, препеви на некои стихови од Конески на вашите јазици. Па, затоа би сакала сега во наредниот период на вистина да почнеме да уживаме во стиховите на Конески на неколку јазици. Дали може да започнеме с ова, да речеме, наша посвета на Конески, нели? Да ја започнеме со Маја Ковач. Маја, дали би сакала да ги прочиташ своите стихови на словенечки, а тоа се стиховите, ќе кажеш ти за кои си се одлучила. Повели, Маја. Ви благодарам. Ја имам преведено песната Арс Поетика. Вака звучи. Арс Поетика. Старому чилкачу го личи правио. Ој, ми смо веќи певци од тебе. Послушај нас. Чил, чил, чил. Старина па им појаснјуе. Отроци, то мора бити лахко и рахло, крепко, а мехко, болече па горече, с гренким искуством, скепљано муко. Чил, чил, чил. Више не знате тако. Супер, убаво, многу убаво звучи. Ти благодарам, Маја. Ова е една вид на промовирање, значи како една вид на премиера, ама овие стихови ќе се најдат потоа и во книгата, во зборникот, кој што сакаме да му го посветиме на Конески, со сите ваши работи, со сите ваши преводи. Па сега, ајде сега од Маја Ковач, која што беше од Словенија, кој што на словенечки ни го даде Конески, да одиме сега малку со Живкица Станковски. Дали Живкица Станковски е подготвена да го видиме Конески како звучи на италијански? Повелете, Живкица. Да, само не може да кажеш дека италијански е мојот јазик, е втори јазик, но третиот јазик. Трети јазик, меѓутоа е јазик на вашата професија, вие работите, живеете таму. Да. Така. Јас преведав три поезија, ама ќе читам ова Успивање на болно дете. Sупер. Повелете. Fala. Addormentati, caro, calmati ormai, sei malato, figliolo mio. Nel sonno vedrai l'agnello e i fiori, il dolore nel sonno passerà. Mammina mia, tutta la notte sii con me, bada a me, è un incubo. Su quella ragnatela, guarda là, il ragno giallo che sangue succhia. No, figliolo, questa è la luna che brilla e le stelle di tutte le lati del cielo. Non aver paura, tutta la notte la mamma veglierà. Nina nana, nina nana, nina nana. Што убаво. И благодариме на Живкица, го чувме Конески и на италијански. И сега би можела на ова, бидејќи се однесуваше на една поезија за деца, да ја слушнеме Сонја Должан и таа да видиме што одбра и што сака, нели, што сака со нас да сподели. Повели, Сонја. Таа доаѓа исто од Словенија и таа има неколку своји јазици покрај словенечкиот кој што е мајчин, вклучително, нели, македонскиот е втор или рамен на првиот, па повели, Сонја. Хвала. Јас преведов краток расказ или можеби песна во проза, Пеперуга. Метулј. Деклица. Мамица, пред врати сам ујела метулја. Поглеј како леп е и бел. Не седел на цвету. Лежал е на тлех. Таколе, на ени страни. Сезула sam si coklice, da ne bi robotala. Šla sem počasi, da me ne bi slišal. In stisnila sem ga z 2 prstkoma.
Vendar ni utripal skrilci, kakor utripajo metulji v parku, ko jih ujameš. Bil je miren. Mamica, saj me ne boš kregala, ker sem ga ubila, kaj ne? Mati, ne, otrok moj, ti si ga oživila. Super, super. Еве го видовме, нели, конески, нели, овој убав лирски запис или песна во проза, нели, како звучи на словенечки. И сега можеме да замолиме Зофија Дембовска, која што доаѓа од Полска, па сега да го видиме конески како звучи на полски. Hvala. Jaz isto така ја преведов песната во проза Пеперуга. Мотел. Супер, јас не знаеки Да. што сте превеле, сосема некако спонтано така, нели, рековме да се менуваме, да доаѓаме од различни земји, на различни јазици, да го слушаме конески. Супер, баш ми е драго, Зофија. Повели. Blażek Konecki, motyl. Dziewczynka. Mamusiu, złapałam motylka przed drzwiami. Zobacz, jaki ładny i biały. Nie siedział na kwiatku. Leżał na ziemi. O tak, na jednym boku. Zdjęłam buciki, żeby nie tupać. Szłam powoli, powoli, żeby mnie nie słyszał. I ścisnęłam go 2 paluszkami. Ale on nie trzepotał skrzydełkami tak, jak motylki w parku, gdy się je złapie. On był spokojniutki. Mamusiu, prawda, że nie będziesz się na mnie złościć, że go zabiłam? Mama. Nie, kochanie, ty go ożywiłaś. Супер, супер, еве, убаво звучи, сите не знаеме на тоа ниво, нели не ги знаеме и другите останатите јазици, ама еве, убаво е дека се појавуваат, нели, емотикони на задоволство, на срциња, на поздрави, и тоа е дека ете ова група на вистина дише со заедничко срце, како едно срце, очукува како едно срце, сите сме заедно со таа поезија на Blaže Konecki. Дали може сега да го поканам Сашо Полјаревич од Словенија и сега тој да прочита една песна, она кој што ја одбрал, кој што била најблиско до неговиот сензибилитет и така натаму. Повели, Сашо. Ви благодарам. Јас ќе прочитам првата строфа на песна Тишина. Тишина. Обстаја некај зело препростега, и тоа е тишина. Обстаја некај тако тихега, вишина, вишина. Супер. И убаво е кога ќе се погоди дека, нели, тој ритам што го имаше во македонскиот јазик, нели, или таа рима, таа ритмичност, нели, ќе се пренесе и во некој друг јазик, на некој друг јазик. Така што, нели, еве после Сашо би сакала да ја слушнеме Хана. Хана доаѓа Врбанич од Хрватска, па повели, Хана, да слушнеме еве како ќе звучи Blaže Konecki на хрватски и ќе видиме која или што си одбрала од оние стихови што ги работевме во текот на овие наши лекторски часови. Повели, Хана. Blaže Konecki, Magnolija. Šetajući kvartom, primjećujem da magnolije raskošno cvjetaju u nekim dvorištima. I u mom dvorištu je magnolija, ali uvijek slabo cvjeta. Mjesto joj nije pogođeno. Sjeverna strana i kao da je prekrivena lipom. Ovog proljeća moja magnolija ima tek 2 cvijeta na 2 susjednim grančicama. Jedan su malo poviše i otvoren je više. Izgleda kao da mu drugi dodiruje rame i lagano se naginje, kao da tamo želi spustiti glavu, ali ipak se suzdržava. To nije dopušteno. Predviđam sve što će se dogoditi. Ovo će se cvijeće gledati ovako i šaputat će si nešto nečujno još 2 do 3 dana. Međusobno neće se preklapti. Jedan će neko vrijeme ostati sam, kao začuđen, a potom će vjetar otpuhnuti i njegove latice. Samo ja ću pamtiti što se ovdje dogodilo i što za druge traga nije ostavilo. Преубаво ти благодариме, Хана, што ете го слушнавме, нели, и Конецки на хрватски, па сега може да одиме да ја слушнеме Бисерка Бобнар. Бисерка, повели, таа доаѓа од Словенија и еве да видиме, значи, уште една верзија, уште некоја песна, уште некој стих на Конецки на словенечки. Повели, Биби. Да, благодарам. Јас ја преведов приспивна. Успаванка.
tvoji roki mali, kdo v objem bo skril? Zlate te pramene vso noč ti gladil. Kdo srebrno pesem ti še v sen popeva? Zunaj veter brije, si lune vse odeva. Pošumeva listje, zvezdic roj roji. Rad imam te, rad. Moj si, moj zdaj ti. Zunaj rosa lega, spava strašni strahek. Spavaj, spavaj, sen ovije naj te sladek. Super, super. Baš ljubava prispivna, еве, звучи онака како што го читавме и работевме или на самите часови, кога го читавме во оригинал конески, еве, исто така убаво, нежно, приспивно звучи и на словенечки. Така што еве пополека нели се движиме нели кон заокружување на ова наше денешно на тој начин поздравување на поезијата на конески. Па сега би сакала да ја повикам Елена Атанасиу, кој што нели доаѓа од Америка, меѓутоа таа е професор по шпански јазик и латиноамериканска книжевност, па ете нејзината страст кон овој јазик ја пренесе и преку стиховите на конески. Па повели, Елена. Јас преведов 2 песни. Таа што ја прочитав минатиот пат заедно со тебе, Убавите жени, и втората Тишина. Па сега не Тишина, се извинувам, Тајна, така е секрето. И мислам дека може да ја прочитам која? Која би сакале? Па гледај, може да ја прочитаме и Убавите жени, бидејќи таа некако ни стана, не знам, многу пати ја коментиравме, не дека Тајна нема не добри стихови кај конески, се согласивме. Сите на свој начин е блиска, нели? Ни ги разбудија емоциите, ама еве, ајде да видиме како ти Убави жени на конески звучат на шпански. Повели, Елена. Gracias. Las mujeres hermosas de mi pueblo florecieron rápidamente, como una flor de albaricoque, como lila de mayo. Oh, injusticia, pertenecían a hombres no elegidos, su pelo enredado en el día y suelto por la noche en el pecho y las caderas. Su acción de codorniz pronto fue apuñalada por su delantal. Su juventud estaba pasando, como el olor de un tilo que se lleva el viento. Pronto estaban sentadas en la puerta, con la cabeza inclinada y las rodillas protuberantes, con exhalación inaudible. Mujeres hermosas, mujeres infelices, florecieron rápidamente, como una flor de albaricoque, como lila de mayo. Me potres. Супер. Го слушнавме нели конески на шпански и сега можеме нели сега ова да го заокружиме ова наше читање, да ја поканам нели на Мита Стубиото, професорката од Љубљанскиот универзитет. Еве сега таа нели тука некаде на крај со што ќе се случи нашето заокружување или представување нели на конески на неколку јазици, па повели на Мита. Jaz ќе прочитам Болен Дойчин. Bolni dojčin, ko sem prekipeval od moči, ki navira kot kalna rečna glava, ko sem začutil, da sem sposoben podviga, da me čaka slava, ko je moj glas okrepil za najglobjo besedo, roka za najtežji meč, noga za najzvestejši hod, tedaj sem se zlomil. Padel sem kot češnja, ki jo podre preobilan plod. Neka porogljiva senca je odkrila mojo sled. Kot kača v grobno nišo je zlezla v mojo zavest, smeh mi je uročila, žalost počrnila, da se oziram pazljivo, da tuhtam in tehtam. Tedaj sem začutil, da sem drobcen in smešen in šibak. Skopnelo je telo, klonile so roke, padel je meč, padel sem znak. Že 9. leto zdaj boleham, že 9. posteljo zdaj gulim. Svojih sklepov več ne čutim, raztrošen sem po trdi ledini, na pekoči poldanski pripeki, razkosan do zadnje kosti, med kostmi je pognala trava, v tej travi se kače kotijo. Po mrzlem grobu duša koprni, a konca brez podviga mojega ni.
o neznana žena, edina na vsem svetu, sestra in mati moja, ti, ki si veliko pretrpela, ki bolečina ti je parala srce, pridi, sestra zlata, poberi moje trohneče kosti, ne zgrozi se, sestavi me, povij me s 300 lakti platna, potolaži me, postavi me po konci, nauči me spet hoditi, mati, daj mi v roke meč, da ubijem črnega Arabca, da umrjem. Super, mnogo ubavo zvuči na slovenečki, evo go Bolen Dojčin, to je na vistina na neki način jedna od poteškite pesni, ta treba da se i dožive i da se prežive i nije dosta razgovaravme okolo toa i blagodarime na Mita što napravi obit da go prevede Bolen Dojčin na slovenečki. Така što napravivme една убава čitanka, no istovremeno jedan ubav video zapis koji što će ostane na neki način, na ovoj način memoriran za tije prvi prevodi što se slučija na ova prva zimska škola. Ne znam da ne zaboraviv nekoj bidiki, ova grupa sme malko povejke po golemi, da nekoj saka može bi ušte nešto da dokaže ili da kaže ili da dočita. Ne znam, profesorkata Šešken, Ala, da li može bi... Da li saka... Ja samo napravih obid da prevedem pesnata Vi, asocijacija na jedan raskaz na Gogol. I to se odnosuva na period koga Koneski se interesirao mnogo za ruskata literatura i barem tako postoje spomeni, mnogo zboruval so profesorkata Madatova Poljanec za ruskata literatura, a ta mnogo беше голем ljubеник во Gogol i ima i predgovor za prevoditi na Gogol na makedonski jezik i samo obit ne je uspešan, pravo da vi kažem, ne sam zadovoljna, ali barem malo. Žalno je, Ala, da го немаме isto Koneski na ruski, бидејќи ги знаеме колку биле силни релациите што тој ги имал со руската литература, со руските јазичари, лингвисти и потоа сите негови контакти, тоа и професор Катарина Усикова и со тебе. И затоа е убаво барем да го завршиме сега ова пење на Право да ви кажем, не сум много задоволна, само кажем овако нешто, неки обид направив и нешто много интересна песма, љубовна, што е неочекувана сосема, и ја бих тоа прво да прочитам на македонски, бидејќи не е таа песма од познатите. Дали може? Имамо време? Па да не биде предолго, само нека оди, тоа после можеме ние да го дискутираме за оваа верзија, само нека оди руската верзија или како што кажуваш обидот твој за превод на Конески на македонски и тогаш немам цела песната да читам. Јас идам како оној грозен Ви со сиви очи, си од земја жедна, да, страшен сум, и дека нежност носам во тврди грудки, затоа си бледа. Се ближем како нежен Ви, но веќе таинствена си повлекла ти црта и штом че стапам до пределот, остро се руши понор и со карпи чкрта. Тоа е само одломак од песната. Јас то овако пробав да преведем и дуја как ужасный Ви с глазами серыми, безжаждущая земля. Да, страшен я, но столько нежности несу я, потому бледна ты. Я приближаюсь, как нежный Ви, но ты уж таинственную провела черту. И только я ступаю до предела, как рушится вокруг, и как рушится вокруг стена. И я, жаждущий, становлюсь песком,
который струится в эту пропасть и гаснут. Да, яви, но в сознании только в своем воображении могу тебя коснуться, но жажду, остаюсь я жаждущий, и силы нет тебя достичь. Ну, плохо, я не убаво, только не колесо за преведування, а има и некои овака и язички тешкоти. Не ми било јасно весно како да страшен сум е дека нежне сносам во тврди грубки. Тука Но тоа ќе го дискутираме нели друг пат, бидејќи сега сакавме само на Конески да му се одолжиме, со да покажеме нели таа наша работа, дека има и некакво убаво финале и дека бара од нас големо познавање на јазикот, големо познавање на самиот Конески, бидејќи Конески е привидно лесен, привидно јасен, но длабоко во себе е многу нели тежок да се преведе, да се пренесе и бара многу пати да преврие тоа во нас, да го преработиме, да живееме еден подолг период. Тоа ќе се случи со сите вас кога повторно ќе им се навратите на овие преводи, можеби нешто и ќе поправите и ќе дополните и некако ќе измените, но знам дека ќе ги имаме најбавите преводи сериозни од вас и дека тие како такви, како пишана, како печатена форма ќе останат нели дел од историјата на првата зимска школа и дел од тој зборник што сакаме нели да го отпечатиме. Така што ова сега да речеме овој дел така да го затвориме, можеби еден збор сака да каже и Елена пред нели да се одјавиме и да тргнеме понатаму со останатите наши обврски за денешните часови, лекторски часови од напреднатото ниво. Повели Елена Ѓорѓиовска. Јас само сакам да кажам дека уживав во секој јазик и ја чувствував поезијата на Конески исто како да е моја, исто како што си ја чувствувам на македонски и немам друго што да додадам, освен дека сум полна со енергија за да продолжиме и денес со останатата поезија, нели, што треба да ја сработиме. Така, она што ни е по план. Така што му благодариме на Конески што не инспирираше и што дозволи нели да се дрзнеме, да го преведеме нели на неколку јазици. Убаво звучеше на словенечки, на хрватски, на полски, на италијански, на руски, на шпански. Се надевам дека нема да застанеме тука, дека здравје Боже на наредната школа, таа ќе биде летна, дека ќе го дополниме овој број на нови јазици и дека вие исто така на свој начин ќе дадете придонес не само во оваа зимска школа, туку и понатаму, ако не во оваа, во некоја друга школа, летна, зимска, и од тој аспект мислам дека и Конески е радосен на овој чин и на овој миг, на овој момент нели во кој што неговите стихови прозвучаа така како што прозвучаа на вашите јазици. И ви благодарам.